тој дел од проектот кој го најавив уште во рамки на кампањата, наречен лице во лице со претседателот. Мојот првичен став, кој до сега не сум го променил, е дека претседателот треба да оди кај граѓаните, а не обратно. Во таа смисла и го отворивме кабинетот на претседателот, значи граѓаните можат и да дојдат и во Скопје да видат кај работат моите соработници, што тоа е за нив, од нив и за нив. Не можам да се однесувам како да сум паднат од небо или тие ме гласали и тие имаат право и да ме прашаат што работам и да ми ги кажат своите проблеми. Значи денеска сум во Кичево и во околината. Од тие причини, еднаш или два пати месечно тоа го практикувам. Она што го правам кога одам по градови и по села во нашава земја, сакам да се видам со обични луѓе, со здруженија на граѓани, да ги чуем нивните проблеми и предизвици, а да не се дружам или да не се среќам со официјални средби, со општински функционери, со пратеници од овој крај, бидејќи за тоа имаме прилика да го правиме во Скопје и на еден поинаков начин, во поинаков облик на соработка. Денеска во Кичево посетив неколку основни училишта, се запознав со различни паралелки од прво до 9 оделение, бев во локалната организација на Црвениот крст, се гледам сега тука со вас, имам допрва едно одење во Врнештица, кај што ќе се видам со еден истакнат грнчар кој за жал заработи занает, кој изумира, а по кој сме толку препознавани во историјата како држава и како заедница. Во една реченица, ако ме прашате, мојот впечаток е исклучително позитивен од една единствена причина. Значи, луѓето си ги имаат своите проблеми, меѓутоа, она што позитивно ме изненади, а не го гледам, за жал, во доволна количина и во доволен број случаи во другите делови од нашата земја, е тоа што луѓето од различни националности, од различна вероисповест, одлично се согласуваат. И Кичево во тој дел мислам дека може да биде стварно пример или модел како треба ние да коегзистираме, луѓето, граѓаните што се од различни нации и вери, и при тоа се да функционира како што треба. Тоа да не биде минус, да биде плюс, да не биде пречка, туку да биде шанса за подобар развој. И во 2001 и пред 2001 во овој дел, не само во градот, во овој крај, немаше поголеми проблеми, ги нема и денеска, и посебно ме разнежи, ако можем така да кажеме, најмалите кои ги видов во почетните оделенија во едно од основните училишта, кои одлично се разбираат меѓу себе иако зборуваат најчесто различен јазик.